Британската полиција соопшти дека во синоќешниот напад на Лондонскиот мост загинале 7 луѓе, а тројцата напаѓачи се елиминирани од полицијата. Началничката на лондонската полиција, Кресија Дик, изјави дека починала и седмата жртва од синоќешниот напад во Лондон, изведен од тројца напаѓачи на Лондонскиот мост и пазарот Бороу, кои подоцна беа елиминирани од полицијата. За жал, потврдено е дека настрадаа 7 граѓани, истакна Дик. Напаѓачите прво со возило удриле во пешаците на мостот, а потоа со ножеви нападнале луѓе во подрачјето на пазарот Бороу. Според лондонската брза помош, повеќе од 48 повредени се примени во 5 болници, а на полесно повредените помош им е пружена на лице место. Вооружените полицајци многу брзо и храбро реагираа и се судрија со тројцата осомничени мажи, кои се убиени на пазарот Бороу. За жал, починаа уште 6 лица, изјави шефот на британската антитерористичка единица Марк Роули. Тој додаде дека осомничените се застрелани 8 минути по првиот примен повик за помош. Роули посочи дека осомничените носеле лажни експлозивни елеци. Инцидентите на Лондонскиот мост и пазарот Бороу прогласени се за терористички напади, додека третиот инцидент, што се случи во Воксол, Лондон, каде имало прободување со нож, не е поврзан со претходните два. Британската премиерка Тереза Меј им најави војна на исламистите и рече дека е крајно време да се каже доста е. По третиот терористички напад во Велика Британија за само неколку месеци, не смееме да се правиме како да можеме да продолжиме како досега, рече британската премиерка. Она што е неопходно, потенцираше таа, е јасна осуда на идеологијата која е во позадината на насилството, нови закони за контрола на интернет, овластување за безбедносните сили кои ќе бидат доволно широки за да има успех во борбата против тероризмот, иако е потребно повисоки казни и за помали кривични дела. Меј ги повика британците заедно како општество да му најават борба на екстремизмот. Во меѓувреме, градоначалникот на Лондон, Садик Кан, синоќешниот напад го оцени како намерен и кукавички. Се уште не ги знаеме сите детали, но ова беше намерен и кукавички напад врз невини жители на Лондон и посетителите. Најсилно го осудувам. Не постои какво било оправдување за ваква варварска акција, посочи Кан. По нападот во Лондон пристигнаа и реакции од светските лидери. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека Берлин одлучно е на страната на Британија по синоќешниот напад во Лондон. Од кабинетот на францускиот претседател Емануел Макрон соопштено е дека во нападот во Лондон повредени се 20 државјани на Франција, од кои едниот има потешки повреди. Претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер исто така го осуди нападот во Лондон и изрази сочувство до жртвите и нивните семејства. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп на Твитер го прокоментира синоќешниот терористички напад, изразувајќи солидарност со жителите на главниот град на Велика Британија, а во исто време ја промовира сопствената уредба за забрана за патување со авион од поединечни муслимански држави, како дополнителна мерка за заштита на американците.